Господин Арсовски, добро вечер и благодарам за учеството во тема на денот во Дневникот на Сител. Ти нафалам поканата. Повторно интересни политички настани во земјава, министрите од знам и вреди се конфронтира по кој знае кој пат, не знам веќе. Вице-премиерот за европски интеграции Беким Сали бара правосудниот испит да се полага и на албански јазик. Министерот за правда Игор Филков веднаш му порача стоматологот да не толкува право. Уставот е јасен, нема полагање правосуден испит и на албански јазик. Што очекувате да се случи во владината коалиција по оваа уште една вербална престрелка? Очекувам едно спектакуларно ништо да се случи. Мислам дека овие искри треба да ги подведеме сепак под политички маркетинг. Помалите коалициони партнери го бараат своето место под сонцето. И мислам дека оваа последна размена е дел од таа една стратегија. Тука треба да ги одвоиме меритот на случајот и политичкиот театар. Политичкиот театар секако е надоен. А за меритот на случајот мислам дека премиерот веќе рече дека тоа прашање треба да се регулира со нов законски предлог. Во моментот е недоречено, има некоја колизија помеѓу официјалната употреба на албанскиот јазик и начинот на кој се полага правосудниот испит, но бидејќи не е регулирано, останува да се полага само на македонски. И мислам дека владата треба да излезе со предлог закон, се разбира. Премиерот им порача да излезат со предлог закон. Очекувате таков предлог закон, па и закон со тоа да се донесе? Имајќи го предвид предаторското однесување на двата помали коалициони партнери, мислам дека на крај топката ќе заврши повторно кај премиерот и дека ќе мора на ниво на коалиција да излезат со заеднички усогласен предлог, односно со други збори, не верувам дека знам и Влен ќе можат сами да усогласат некакво законско решение. Уште една тема за кој претходно беа во кавга, законот за правична застапеност, тој помина во Венецијанската комисија, се подготвува и законско решение за висока раководна служба, за која министерот Минчев вели дека таа нема да има никакво влијание врз неа, нема да има никакво влијание ниту балансерот, ниту правичната застапеност. Дали така како што ќе бидат финализирани и одобрени од Венецијанската комисија, очекувате да бидат прифатени од владината вреди? Да, очекувам да бидат прифатени, имајќи предвид дека многу мал дел од законот за потреба на јазиците е спорен од Венецијанската комисија, колку што се сеќавам, монетите, парите и полетите на безбедносните служби, ако правилно се сеќавам на оние членови кои беа поднесени до Венецијанската комисија. Мислам дека тоа ќе биде добредојден изговор и за владениот партнер вреди. Мислам дека е време да се стави тоа еднаш зад нас и да ги вклучи сите одредби кои се однесуваат на правичната застапеност. Имајте предвид дека укинувањето на алатката која објавува условно речено резервирани места за припадниците од малцинските заедници е укината од страна на Уставниот суд, но обврската за правична застапеност не е укината. Треба да се најде нова алатка за таа да се спроведе. Тој пакет е еден од последните кои остана во овој дел и мислам дека во политички интерес на сите политички партии да се стави тоа прашање зад. Интересно е што во албанскиот кампус, посебно во опозициониот дел, Дуја напушти уште едно звучно име, би рекол. Тоа е Арбен Зибери, внукот на Насер Зибери, кој одлучи да го продолжи својот политички ангажман со Изет Меджити. Колку овој трансфер може да влијае врз рейтингот на Дуј, кој што е сериозно начнат сега со овакви трансфери, но и на рейтингот на Меджити, имено во личната битка, тука мислам со Касами за лидерската улога во вреди? Па моди во прилогова на Изет Меджити, затоа што се окрупнува како политичка партија и тоа ќе му донесе известна предност во наредните разговори, имајќи предвид дека Влен најави некакво спојување, веќе подолго време го најавува, да ќе му донесе предност на Изет Меджити во борбата за лидерската позиција на Влен, но мислам дека Бигел Касами не треба да се отфрли тука како кандидат, затоа што сепак во тој куп БЕСА е една од најзначајните партии и партиите со најголем рейтинг. Како ова влијае на Дуј? Дуј се соочува со постизборна криза. На повеќе основи очекувам нивниот политички капитал дополнително да се рони. Тие имаат еден обид да се вратат назад на комфортната зона, таа најава за нов национален договор помеѓу македонците и албанците. Како понатака, мислам дека таа можеби се обидува да примени еден рецепт кој е малку стар, тоа е рецептот од Охридскиот договор, дека на известно време ние треба повторно да ги уредуваме односите. Не гледам дека некоја друга значајна политичка структура го пофаќа тој проект, така што мислам дека на Дуј му следат
дополнителни кризи пред да го почне реформскиот процес. Ако вреди ја користи во албанската национална кауза темата, како што рековме, нели, дека на почетокот на ова интервју, тоа е правосудниот испит да се полага на албански јазик. Албанската опозиција и натаму ја турка ова националистичка платформа за враќање на власт, посебно Зијадин Села прво поднесе представка до Уставниот суд за пораките од безбедносен град да бидат испраќени и на албански јазик, исто така и прекршочните налози. Понатаму, неговиот сопартиец Арбен Таравари, најново од вчера, бара наскоро, односно ќе излезе наскоро со предлог за нов договор помеѓу македонците и албанците во земјата, кој го опиша како фискална конфедерација или федерација. За гледачите, да го цитирам, Таравари вели: наскоро ќе го промовираме нашиот нов договор за односите меѓу двете етнички групи што живеат во Македонија. Главниот столб на нашата следна цел ќе биде децентрализација, фискална конфедерација или федерација, а не територијална. Ова ќе значи функционирање на општини со повеќе овластувања и повеќе пари. Потрагата по албански гласови ова е сериозен план во потрага по нив или пак не менјува се за реалност? Има еден обид за реституција на албанските гласови кај крилото на Дуи, кој го вклучува Села и Таравари во моментот. Интересно е што стратегијата за добивање гласови и кај Дуи, и кај Села, и кај Таравари е на национални теми. Повторно се враќаат темите околу тоа дали можеме унитарно да живееме или не и така натаму. Тоа е, според мене, еден, условно речено, постар наратив. Не сум сигурен дека кај младите албанци кои се позаинтересирани за економски напредок, ЕУ, подобро здравство, подобро образование, дека тој ќе донесе некаков голем бенефит. Што се однесува до конкретниот предлог на Таравари, треба да ги одвоиме двете работи. Тој вели фискална конфедерација, но истовремено вели и фискална децентрализација на општините. Фискална децентрализација на општините не е спорен проект. Тој е веќе вграден во сегашната трансформација на општините. Тоа е располагање со градежно неизградено земјиште, можност да управуваат сами со буџетот, односно да воведат сами комунални такси, да имаат своји изворни приходи, бидејќи во моментот се финансираат само од комунали, па затоа имате печурки од згради секаде, и нова финансиска дисциплина, односно поавтономно општините да одлучуваат за тоа каде ќе ги трошат парите кои сами ги собираат. Тоа е фазата на децентрализација, фискална децентрализација која стои, е предвидена во законот и таа не е никако спорна. Друго е да зборувате за фискална конфедерација. Па дури федерација употребен зборот без да објасни на кој мисли конкретно. Така е, предпоставувам по тоа што значи тој термин на други места, дека се работи за одвоени начини на контрола на буџет. Буџет во албанскиот дел од земјата, каде што мнозинство се албанци, и втор буџет за кај што се мнозинство албанци. Демек, поавтономно собирање приходи, поавтономно одлучување за распоредувањето на тие приходи, можеби за гарантирана пропорционалност околу тоа колку да се троши од буџетот во албански општини и така натаму. Треба допрва да го видиме тој проект, но тој е многу посериозен ресет и реформа на фискалниот систем, одошто само фискална децентрализација на општините. Добро, ако Зијадин Села веќе го напушти практично Европскиот фронт, Таравари се уште се држи некако, слушнавме други имиња кои што ја напуштаат оваа коалиција. Како очекувате да се движи мнозинството сега кон двотретинско со вклучување на некои од овие побегнати па пратеници, па можеби понатаму и групи, или пак да остане идентично? Не гледам во владиното мнозинство насушна потреба за двотретинско мнозинство во моментот. Првата потреба која има, тоа беа измените во законот за прекршоци неопходни за да функционираат мандатните казни на ниве се повикувам дека успеа да обезбедат. Така, успеа да го обезбедат токму со Дуи, која беше нивен архинепријател до претходно. Така што мислам дека владиното мнозинство, имајќи го предвид високиот политички капитал кој сега го ужива, може да ги договара на парче политичката поддршка за известни закони за кои е неопходен. Тоа дел од Дуи на тие кои што пребегаа практично, кои што не ја почитува одлуката на Али Ахмети, кои што иако вети не застана за законот. Така е. Сакам да кажам, владиното мнозинство мислам дека ќе биде политички схапо за нив
да обезбедат трајна поддршка од 81 пратеник, кога таа не им треба трајна, туку им треба од време на време, а еве од време на време можат солидарска средба да ја добијат. Добро, законот за законското решение всушност за укинување на техничката влада, според министерот за јавна администрација Минчев е готово, испратено е до партиите и оттаму очекува да влезе во собранието, да биде финализирано и да се изгласа. СДСМ и натаму е против, но за негово донесување се потреби 61 глас. Очигледно нема да има консенсус. Сметате дека законот ќе се донесе? Сметам дека законот ќе се донесе. Мислам дека владеното мнозинство е посветено на тоа. И видете, точно е дека 100 дена пред одржувањето на изборите ние имавме нефункционална јавна администрација, односно јавна администрација во која учествува опозицијата и веќе почната кампања. Министерот сака да подпише, дополнителниот заменик министер не подпишува и така натаму, значи имавме една блокирана администрација. И тој систем не е лошо да се ревидира. Така што во таа смисла укинувањето на пржинскиот формат на владата не е нешто што треба да биде анатема или табу. Но треба да се засилат паралелно контролните механизми за владата да не може некои работи да ги прави баш пред избори. Например, да дели земјоделски субвенции, да подпишува големи тендери и така. Не е единствено решение за тоа техничка влада и нови заменици министри. Може да се донесат правила што владата смее или не смее да прави во последните 100 дена, а да нема потреба да се менува форматот на владата. Може ли во овој случај власта да го искористи правото техничка влада уште за следните избори, било предвремени, било редовни, со тоа да се потроши овој модалитет од законот, а секој наредни потоа да бидат без техничка влада, иако од власт уверуваат дека немаат намера да одат на предвремени избори, опозицијата е уверена дека мнозинството се подготвува. Мислам дека веројатноста за предвремени избори е релативно мала. Прво ги имате овие разговори за техничка влада во моментот. Имате паралелно разговори за изборен законник. Ако се остварат промените во изборниот законник, треба известно време за адаптација на администрацијата, Државната изборна комисија и така натаму на новите правила, што прави практично логистички да се невозможни избори оваа година. Не значи дека не може да бидат предвремени парламентарни, но сепак има уште едно нешто, а тоа е предвремените парламентарни избори најголем дел од јавноста ги доживува како политички маневар. Вие за да имате ќар од предвремени парламентарни избори треба да создадете некој проблем или да има некаков проблем кој најдобро би се решил со предвремени парламентарни избори. Тука владата комотна сметата? Па нема политички тригер. Нема нешто што генерално би ги загрозило, па да кажем мораме да одиме на предвремени парламентарни избори. Ако премиерот Мицковски вели дека веднаш по извршените промени во извршниот комитет вели дека напролет има реконструкција на владата, што очекувате кои министри да си заминат, кои да дојдат, впрочем да влезат и нови владини партнери во или да имат па дури ротација на министерство? Имајќи предвид дека премиерот беше релативно експлицитен околу тоа дека нема да има предвремени избори најмалку оваа година, тој вели нема воопшто да има, но најмалку оваа година тој се поклопува со политичката логика на станите. Ако реконструкцијата на владата ја гледаме како субститут за политичкиот ресет кој би се случил со предвремени парламентарни избори, единственото нешто што можеме да го заклучиме тука дека има политичка логика таа реконструкција биде поголема, а не помала. Бидејќи ќе биде потребен поголем политички ресет, бидејќи треба да субституира условно речено заминувањето на оние од кои премиерот е незадоволен и внесување на нови кадри од кои премиерот би бил условно речено задоволен. Сметам дека веројатноста да има пошироки политички промени во смисла на нови коалициони партнери и така натаму е минимална, можеби еден или двајца многу мали коалициски партнери, тука пред се сметам на Села и на овие Европска демократска партија новата која евентуално се појави или тие кои би се приклониле од ДУИ повторно назад кон како поединци кон владиното мнозинство, но очекувам пошироки промени и ротации на ресорите. Сега да не навлегуваме во шпекулации, многу имења се преврта, но мојата анализа е дека во политичка смисла има смисла да се направи поширока, а не помала реконструкција. За крај, секоја недела има состанок во владата посветен на реформската агенда, но и на обврските од планот за раст. Која е целта за реализирање на вакви состаноци, кога условот од преговарачката рамка се знае како стои во владата, дека доколку не се дадат гаранции,
од една страна од ЕУ, од друга страна и реципроцитет од Бугарија, дека нема да се мрдне ниту милиметар, така вели Мицкоски. Тука јас би ги одвоил варијаблите на два дела. Едните се практични варијабли, а тоа е дека исполнувањето на реформските приоритети од планот за раст и развој е директно поврзано со средствата кои Македонија може да ги користи. И во таа смисла има логика да сме проактивни и да сме условно речено посветени на тоа, затоа што не сакаме да ни пропаднат средствата кои инаку ќе се распределат на другите земји од регионот. Второто е токму тој тврд став по прашање на евроатлантските интеграции и од блокирањето на преговорите. Владата како да има еден наратив кој вели додека е тоа, нека е тоа блокирано, но ние да си ја завршиме нашата домашна работа. Европа дома. Европа дома, така е, и тоа агресивно спроведување на реформската агенда го гледам како условно наречено политички субститут за недостатокот на напредок во формалниот дел на евроинтеграција. Петар Арцевски, ви благодарам за оваа анализа во тема на денот. Фала на поканата.